Почитувани, после наркоскандалот на директорот на клиниката за неврологија, кој снимен како конзумира дрога, не е доволно само негово повлекување и разрешување. Ова е мега скандал на власта и мора да има кривична одговорност, темелна истрага на целокупната работа, бидејќи се работи за здравството и здравјето на луѓето. Ако лице што управува со здравствена установа користело дрога, тоа отвара прашање како тоа влијаело врз неговите одлуки како директор, врз здравјето на пациентите, врз безбедноста и функционирањето на системот на клиниката. Сите надлежни институции мора веднаш да го повикаат на распит и да го преиспитаат целото негово работење. Сите тендери, одлуки, финансиски трансакции и кадрови именувања во времето кога тој раководел со клиниката. Особено затоа што и државната ревизија констатираше неправилности во клиничките испитувања и процедурите. СДСМ ќе инсистира на одговорност, без разлика кој е и без разлика колку е близок до Христијан Мицковски. Министерството за здравство мора да побара од лекарската комора додека трае истрагата да му биде одземена лиценцата за работа. Не може човек кој што конзумира дрога да се занимава со здравјето на луѓето и со медицината. Почитувани граѓани, ова е голем скандал кој покажува како владее ДПМН и какви кадри става на клучни институции во здравството, кое што и онака е во тотален хаос. Нема лекови, нема операции, луѓето не можат да добијат здравствена услуга, а директорите на ДПМН се фатени со дрога. Срамно и тажно истовремено. Фрапирачки е и како Мицковски молчи за овој случај. Но едно е јасно, додека неговите директори се фатени со дрога, Мицковски не може да зборува ниту за морал, ниту за вредности. Ви благодарам.